Најпрво сакам да ги поздравам собствениците и менаџерите на компанијата Vivax кои што ги произведуваат нашите далеку познати сокови Viva. Го поздравам почитуваниот амбасадор на Европската Унија Дейвид Гир, вице-премиерот Маричич, вработените во Vivax и секако вас медиумите. Денес сме во посета на една од најуспешните македонски компании кои 3 децении успешно градат свој имидж дома, но и на странските пазари преку препознатливиот бренд сокови Viva. Обично за компаниите велиме дека извезуваат во регионот, меѓутоа оваа компанија извезува на повеќе континенти што ја прави навистина успешна во светски рамки. Во Северна Македонија има успешни приказни како Vivax и која благодарение на ентузијазмот, на иновативните идеи, вложувањето во модернизирањето на производството, денес освен сокови својата палета на производи ја има проширено со нови видови на преработки од овошје, кои се произведени како уникатен македонски бренд. Тие успешно ги имаат искористено мерките од ИПАРД програмата за нови инвестиции во производството. До сега компанијата има добиено над 900.000 евра, пари кои помогнале за заекнување, за модернизација и за зголемување на производствените капацитети и процеси. Компанијата има во тек на обработка уште еден проект преку ИПАРД 2 програмата, со кој ќе треба да добијат финансиска поддршка од над 800.000 евра, се работи на вистина за воведување на нови современи производствени линии кои што се од врвно светско производство на машини и со тоа вкупната помош која што ја имаат од Европската Унија практично преку ИПАРД програмата 1,7 милиони евра. Денес Северна Македонија во целост е лидер во искористеноста на ИПАРД средствата со 98% искористеност на ИПАРД 2 програмата. Ја поедноставивме административната процедура, ги доближивме мерките до сите заинтересирани и земјоделците и производителите знаеа да ги препознаат овие придобивки. Резултатот е склучени над 2300 договори во ИПАРД 2 програмата и за 60% зголемени нови неповратни 97 милиони евра за модернизација на македонското земјоделство преку ИПАРД 3 програмата. Оваа можност би ја искористила и да им порачам на сите заинтересирани земјоделци, агробизнисмени, производители на храна да ги искористат мерките од ИПАРД 3 програмата. Јавниот повик за оваа програма е продолжен до крајот на месецот и сите заинтересирани треба што поскоро да ја искористат оваа можност да го модернизираат своето производство, да создадат конкурентни финални производи и да придонесат во развојот на економијата. Ние сме инаку и прва земја во регионот која што е подготвена да започне со ИПАРД 3 програмата, со која ќе понудиме повеќе области за поддршка, но и авансна исплата на предложените бизнис идеи. Вие медиумите бевте присутни кога министерот за земјоделство заедно со мене презентираше ИПАРД 3 програмата, тука и вице-премиерот со кого што заедно ја потпишаа и спогодбата за користење на средствата, и тоа не прави прва земја во регионот која што започна со користење на ИПАРД 3 програмата за поддршка на производството на храна и преработки од храна. И овој успех не е случаен. Изминатите години со помош на Европската Унија овозможивме услови за модернизација на земјоделското производство, реализиравме многу нови преработувачки капацитети, објекти за рурален туризам, да не ги заборавиме, фарми, модерни земјоделски машини, системи за наводнување и мали бизниси од руралните средини. Сето ова се инвестиции вредни милиони евра и инвестиции кои овозможуваат дополнителен развој. За нашите успеси се зборува и деновива за време на билатералниот скрининг во поглавието 11, кое се однесува на земјоделство и рурален развој, кој е дел од кластерот 5 ресурси, земјоделство и кохезија. Посветено и одговорно работиме со цел да ја оствариме поставената цел полноправно членство во Европската Унија, затоа што тоа ќе значи пристап до единствениот европски пазар од 500 милиони жители, поголеми можности за бизнисите, повеќе странски директни инвестиции, повеќе и подобро платени работни места, подобар животен стандард и зголемена финансиска поддршка преку развојните фондови на Европската Унија, која е дури 11 пати поголема од поддршката која имаат земјите кандидати во однос на земјите членки во Европската Унија. Европската Унија е посветена на што поскора и побрза интеграција и на земјите и на регионот. Тука доаѓам практично директно од самитот на Берлинскиот процес, каде разговаравме како да ги забрзаме евроинтеграциите. Во таа насока и претседателката на Европската комисија го појасни планот за раст, со кој пред се отвораат вратите на единствениот пазар во одделни клучни области за компаниите од Западен Балкан уште сега.
Воедно преку реформите кои не очекуваат, Северна Македонија и останатите земји од Западен Балкан ќе станат уште попривлечни за инвеститорите и крајно ќе овозможат зголемување на предпристапните средства од Унијата за земјите од регионот. Вратите на Европската Унија и медиумите кои беа во Тирана на Берлинскиот процес може да се уверат дека се отворени за регионот, особено формулацијата која што искористи францускиот претседател дека Европската Унија треба да се обедини, бидејќи проширувањето би значило вон границите на Европска Унија, ние сме во рамки на границите на Европската Унија со оглед на тоа дека околу Западен Балкан се земји членки на Европската Унија, е нешто што го сметам за исклучително позитивно и сега ќе зависи и од реформите во Европската Унија и од нашите реформи тој процес да го завршиме до онаа цел која што сите ја поставија да биде 2030 година. Вратите се отворени, но ние треба да ја покажеме нашата подготвеност, дека можеме и умееме да ги исполниме очекувањата на граѓаните, да ги донесеме потребните одлуки и со тоа да ја оствариме и втората стратешка цел на државата. Полноправно членство во Европската Унија до 2030 е амбициозна, но верувам остварлива цел, која ќе донесе многу придобивки по пат и за граѓаните и за компаниите, како што е компанијата во која што сме денес. На крајот би сакал да се заблагодарам за гостопримството на Vivax, на кој им посакувам уште многу успеси во иднина. Благодарам и до евроамбасадорот Гир за денешното присуство и континуираната подршка што ја добиваме за важните процеси на нашата држава. И да посакам уште еднаш многу успех и на менеджментот и на 120 вработени во оваа компанија во користењето на новите машини, на новите технологии кои со помош на ИПАРТ програмата и Европската Унија веќе се инсталирани во фабриката и во наредните денови почнуваат со проширено и зголемено производство на нови производи.